Прекинот на испорака на природен газ во земјава го редуцираше и јавниот превоз во Скопје. Автобусите на ЈСП во полн капацитет се обраќаа само во утринскиот метеж и попладне во крајот на работното време, а во периодот помеѓу со ограничен број автобуси. Директорот на јавното предпријатие Драги Кушовски за Канал 5 вели, очекуваат состојбата веќе утре да се нормализира, кога според операторот Номагаз ќе завршат ремонтните активности на регионалните гасоводни системи, кои доведоа до прекин на испораката. Дел од граѓаните велат дека се случува да чекаат подолго на постојките, но и дека морале да си заминат дома пеш. Немало гориво наводно, немаше од 9 часот вечерта до 17 немаше автобус. Од 9 са бали учениците. Не знам како отидоа, како се вратиме, пешка одаме од Припорни до Сопиште, а Соње, Добридол, Света Петка, Горно Соње, никаква врска. Така. Не можам да кажам и редовно, ни да. Почекав малку, да. Подолго од 15 минути. А да, сигурно. Се стабилизира веќе, ја мислам. Значи не чекате повеќе од 15 минути Има како нема, има и пола саат, зависи. Се чека, не дека не се чека, значи да, се чека. Некојаш може да се чека и пола сат. Прекинот на испорака на газ, како што уверуваат од ЕСМ, засега не влијае на снабдувањето на топлинска енергија и дека изминатите 2 дена испораката е согласно утврдените правила. Според правилата, кога временските услови често се менуваат, снабдувањето со топлинска енергија зависи од температурата на воздухот и атмосферските услови во различни периоди од денот. Односно, кога температурите се пониски, испораката се зголемува, а кога се повисоки, се намалува, велат од ЕСМ. Од систем операторот за пренос на газ Номагаз за ремонтните активности информираа уште пред една недела, посочувајќи дека за прекинот известени биле сите засегнати, но и дека за ваквата состојба придонесува тоа што земјава има само еден влез за природен газ преку единствениот интерконектор кај ДВ Баир и дека во насока на надминување на ваквото ограничување интензивно се работи на интерконекторот со соседна Грција.